Подарокот што некој од вас веќе си го добија е камен. И пораката денеска што ќе ја зборуваме поврзана со камен. Но насловот на проповета е каменот што зборува или каменот што носи порака. Немојте сега да си мислите затоа што го добивте каменот во црквата носи некаква среќа, па да си го ставите дома под перница да ве чува. Не, нема никакво магично својство, да знаете, не сме се молеле над него, не сме правили некакви метани. Идејата е овој камен да ве подсетува на пораката што ќе ја слушнете денеска. Можете да си го земете со вас и да си го ставите некаде како украс, но целта е да ве подсетува на пораката што ќе ја слушнете. Пеевме пред малку песна дека каменот е поместен. И дел од великденската порака е токму таа. Ние се поздравуваме со пораката или со поздравот Христос воскресна, навистина воскресна. Но великденската порака е поголема, не е само овој наслов, иако тоа е главната порака, главниот настан. Ако го читаме целиот текст великденски, интересно е што во сите 4 евангелија е запишано ова нешто. И во сите 4 евангелија стои фактот дека каменот беше поместен. Или каменот кој што стоеше на гробот, со кој што беше затворена гробницата, беше поместен или преместен. Текстот и традицијата ни кажува дека овој камен беше огромен и не можеше да го помести еден човек, подури понекогаш требаше и неколку мажи за да го поместат. Но тоа утро каменот беше поместен. И затоа мојата порака денеска е поврзана со каменот. Каква порака ни носи каменот? На Цветници, ако се вратиме само една недела порано, Исус триумфално влегуваше во Иерусалим јавајќи на магаре. И сите го поздравуваа со палмови гранчења и викаа: Осана, Осана, благословен е царот кој што доаѓа во името Господово. И кога тоа го извикуваа луѓето, некои од фарисеите им запретија да не зборуваат, да не го поздравуваат така, затоа што тие сметаа дека тој не е Месијата. И им забранува. И тогаш Исус им одговори, ако сте го читале тој дел, и ако се сеќавате во Лука 19 глава 40 стих, Исус одговори: ви велам, ако овие замолчат, камењата ќе викаат, камењата ќе зборуваат. Исус ни кажа дека и камењата можат да зборуваат. Како тие зборуваат? Зборуваат со своето присуство или зборуваат со тоа што начинот на кој што тие се употребени ни пренесуваат порака? Низ историјата на Библијата ќе видиме многу камења кои што зборуваат и кои што имаат различна порака. Имаме камен на кој што спиеше Јаков. Кога тој легна на тој камен, Библијата ни кажува дека тој сонуваше за скали кои што се симнуваа од небото и доваѓаа до него. И по тие скали одеа ангели. И овој камен му пренесе на Јаков порака дека вратата до небото е отворена. Му пренесе порака дека Бог сака да комуницира со него. Тој ја виде небеската порта и ги виде скалите до небото преку овој камен. Исто така камените плочи со 10 заповеди не пренесуваат порака. Тие ни зборуваат за Божјата светост, ни зборуваат за Божите возвишени стандарди, за гревот кој што е во нас, бидејќи на овие плочи пишува кои работи не требаше да ги правиме, и потоа ни кажува Новиот Завет дека нема човек кој што не погрешил или не прекршил барем една од овие. Но овие два камења ни зборуваат за Божјата светост и недостижни Божји стандарди. Кога израелците го преминаа Јордан, им беше заповедено да земат 12 камења и да ги стават на дното на реката Јордан. И овие камења требаше да зборуваат или да сведочат за Божјото чудо, дека во еден период од историјата на човештвото Јордан беше разделен и може израелците да поминат по суво. Исто така можеме да се сетиме
за Давид кој што кога беше овчарче и отиде да ги посети неговите браќа кои што беа на бојното поле, тој го сретна Голијат од филистејската војска кој што ги предизвикуваше израелците и никој од нив не се нафати да излезе и да се соочи со него. И тогаш Давид реши да се соочи. И тој зеде 5 камења, но всушност само еден од нив беше доволен. И тој камен сведочеше за победата што Бог му ја даде на Давид. И овој камен зборуваше за Божјата сила, дека Бог е мокен и со него можеме да се соочиме со секој непријател и со секој проблем кој што ќе излезе пред нас. Ако читаме во Новиот Завет, таму ни се кажува дека Исус е каменот темелник или аголниот камен. Кога се градеа куќи во тоа време, мораше да се постави еден голем камен кој што беше цврстата структура на таа куќа и од тој камен зависеше дали куќата ќе опстои или ќе падне. И го нарекуваа камен темелник. За Исус ни се кажува дека тој е каменот темелник. На него се потпира сета наша вера, на него се потпира целото наше постоење. И затоа читаме за него во Прво Петрово дека Исус е каменот кога го отфрлиат зидарите, но тој стана аголен камен. И за нас исто така се кажува, ако читаме во Прво Петрово, и за нас се кажува дека ние сме живи камења од кои се гради црквата. Денеска ние користиме цигли, користиме тули, користиме блокови, но во тоа време за градење на еден објект на куќа се користеле камења. И Петар, за да покаже дека црквата треба да биде сплотена, тој вели, црквата е изградена од вас кои што сте живи камења. Секој еден од нас треба да има свој дел во таа жива црква и да биде вграден. Но јас денеска сакам да зборувам за каменот на празниот гроб. Каменот кој што зборува за Христовото воскресение. Ако читаме во Марко 16 глава од 1 стих па натаму вели, што мина саботата, Марија Магдалена, Марија Јаковова и Саломија купија мириси за да дојдат и да го помазат Исус. И на првиот ден од седмицата тие дојдоа на гробот многу рано кога изгреваше сонцето, па си зборуваа помеѓу себе, кој ли ќе ни го помести каменот од вратата на гробот? И така погледнаа и видаа дека каменот е поместен, а тој беше многу голем. И штом влегува во гробот, видоа еден млад човек облечен во бели алишта, како седи на десната страна и се уплашија многу. А тој им рече, не плашете се, вие го барате Исус од Назарет распнатиот. Тој воскресна, не е овде. И ете да го местото каде што беше положен. Ете, овој камен зборува за Христовото воскресение. Жените кога идеа на гробот, пишува во Светото писмо дека тие дури се чудеа кој ќе ни го помести каменот. Но кога стигнеа таму, каменот веќе беше поместен. Ова е каменот на кој што се темели целото христијанство, воскресението на Исус Христос. Денес овој камен ни зборува за тоа дека силата на воскресението не може да биде запрена од ништо. Нашиот најголем непријател, ако веќе зборуваме за некаков непријател или проблем кој што денеска постои во светот, знаете ли кој е? Не се парите, не е вработувањето, не е економијата, не е политиката. Нашиот најголем непријател е смртта. Човештвото, колку и да напредува, се уште не може да ја победи смртта. Не постои начин со кој што ние ќе ја победиме. Еве, неодамна се случи огромна трагедија во Кочани и покрај сите тие пропусти кои што таму биле направени, најголемата трагедија и она што беше најстрашно како загуба е што умреа околу 60 млади луѓе. Смртта ги проголта. И смртта е таа која што донесува тага, која што донесува пораз кај сите нас и се чувствуваме немокни. Но на денот на воскресението,
за кое што денеска зборуваме и денот кој што денеска го прославуваме, Исус покажа дека тој може да го победи најголемиот непријател на човештвото, смртта. И затоа овој камен зборува токму за таа победа. Кога Исус умре, надежта на учениците беше расклатена. Нивните соништа беа уништени, затоа што нивниот Господар беше мртов. Тие се надеваа дека тој е оној што ќе ги поведе во победа. Тој е оној што ќе ги ослободи од римското робство. Тој е оној што ќе го донесе нивното царство повторно за тие да владеат. Но наеднаш со смртта сето тоа спласна. И ѓавол сакаше да им ја уништи таа надеж. Ѓавол сакаше да ги убеди дека со смртта на Исус се е завршено. Ѓавол дури направи да биде ставен тежок камен на гробницата, за да не дозволи Исус повторно да се појави. За да не дозволи Исус да излезе како победник. Каменот кој што беше ставен пред гробот на Исус имаше за цел да го задржи Исус, да тој не излезе од гробот. И со овој камен ние можеме да направиме една паралела и за нашиот живот. Може би во твојот живот постои камен кој што ѓаволот го става за да те држи долу. И тој се надева дека тој камен ќе направи ти никогаш да не доживееш воскресение. Каменот што ѓаволот го става во животот на секој од нас е гревот. И тој преку гревот сака да не држи затворени во темнина, оддалечени од Божите благослови, од воскресителната сила. Затоа секој од нас се соочува со камен. Секој од нас има камен кој што треба да биде отстранет. Тако е сушност срцето на секој еден човек. Тоа е скаменето срце, срце од камен. Затоа во Стариот Завет Бог кажува дека ќе ги тргне срцата од камен и ќе ни даде срца од месо. Може би името на твојот камен може да е загуба, може да е болка, може да е некаков порок, било каков грев, може да е непростителност, но во секој случај станува збор за камен, кој што треба да биде тргнат. Добрата вест е она за која што сушност денеска ние зборуваме и прославуваме дека има надеж, дека каменот може да биде тргнат. Добрата вест е дека каменот може да биде отстранет. Ако се вратиме, ние читаме дека ангелот го помести каменот, затоа што жените не можеа самите да го поместат. Требаше сила Божја да го помести овој камен. Во нашиот живот се соочуваме со ситуација кога каменот е претежок. Сами не можеме да го поместиме. Сами не можеме да се справиме со каменот наречен грев. Потребна е Божја сила да интервенира. И во овој случај ангелот дојде и го помести каменот. Но ангелот не дојде да го помести каменот затоа што Исус самиот не можеше. Затоа што Исус не можеше да се справи. Тој го помести каменот за наше сведоштво. Веќе знаете што? Ние читаме во Новиот Завет дека Исус по воскресението тој можеше да поминува низ зидови, низ врати. Неговото воскресното тело имаше моќ да се движи преку материјата. И за него немаше никаков проблем да помине ни самиот камен. Дури и тој веројатно веќе беше излезен од гробот уште пред каменот да биде поместен. Но затоа што кога жените дојдоа, тие влегоа во гробот, гробот веќе беше празен. Но причината зашто каменот беше поместен или преместен беше заради наше сведоштво. За Бог да ни покаже дека ништо не може да го задржи Исус. Ништо не може да ја задржи воскресителната сила со која што Исус беше воскреснат. Исус е жив и тој победи смртта. И не постои камен, не постои гроб кој што ќе го задржи него да остане внатре. И тоа беше причината. И ова е порака и за нас самите. Затоа што, како што реков, ние како луѓе знаеме дека смртта е нешто со кое што мора секој од нас да се соочи. И затоа ја гледаме како најголем непријател. Колку и да сакаме некој, колку и да ни е мил,
еден ден со него треба да се разделиме затоа што смртта ќе дојде по него или по неа. Сите ние кои што сме тука, еден ден ќе треба да се соочиме со смрт. И тоа е неизбежен факт. Но што потоа? Што се случува потоа? Имаше една апликација која што кружеше на Facebook. Знаете, има различни апликации. Има некои апликации ви нудат да дознаете кое е вашето индијанско име. И таму ќе си го напишете името и треба да ви одговорат, не знам, вашето индијанско име е срна која што трча, не знам, нешто такво. Сега имаше апликација што ќе пишува на твојата надгробна плоча кога ќе умреш. Не знам зошто, ама некој сака да си го пробаат и тоа. Што ќе пишува? И ние очекуваме да пишува, беше многу добар човек. Сите го сакаа. Што ќе пишува на мојата и на твојата надгробна плоча кога ќе умреме? И оваа пријателка, една пријателка која што знам, решила да си проба да види што ќе ја објави оваа Facebook апликација. И знаете што и било напишано? Еве што било напишано. Тоа е се народе. Замислете, на вашата надгробна плоча пишува тоа е се народе. Како кога завршува цртаниот филм, нели? That's all folks, тоа е се народе, толку. Би било тажно ако на нашата надгробна плоча стои оваа порака. Тоа е се народе, нема повеќе, толку. Заврши филмот, конец. The end. Но Великден ни кажува дека има нешто повеќе. Великден ни кажува дека ова не може да биде пораката на гробот на еден христијанин, па и на било кој друго. Великден ни кажува дека постои воскресение, дека смртта не е крај, дека постои нешто повеќе. Исус е жив и тој може да го помести каменот од твојот живот. Исус е жив и тој може да ја победи смртта во твојот живот. И всушност тој ветува на секој кој што верува, вели, во мене и да умре, ќе живее. Секој кој што верува во мене, Исус ветува, на последниот ден ќе воскресне. Така да тој го ветува ова нешто. Дури во најпознатиот библиски стих, Јован 3 глава 16 стих, вели, Бог толку го возлюби светот, та секој што верува во него да не погине, туку да има живот вечен. Вечниот живот ни е ветен на сите нас кои што веруваме во Исус Христос. Со тоа што и оние кои што ќе умрат, ќе доживеат воскресение. Но што е со тоа додека ние сме се уште во овој живот? Најголемиот камен со кој што се соочуваме, рековме, е смртта. Но постојат и други камења во нашиот живот со кои што ние се соочуваме. И тие камења може да имат различни имиња. Може би некој ќе си го препознае неговиот камен кој што е тука. Јас не знам кој е каменот кој што ти го носиш. Но секој од нас е имал или има камен од кој што сам не може да се ослободи. За некој од нас може би тоа е порокот. Може би си дошол до ситуација каде што доаѓаш пред Господ и велиш, Боже, мојот камен е преголем. Не можам да го носам, не можам да го тргнам, се борам со него, ама не можам да се ослободам. Може би си велиш, Господе, пробам да се ослободам од коцката, ама не можам. Пробам да се ослободам од пушењето, ама не можам. Пробам да се ослободам од дрогата, ама не можам. Било кој од овие пороци за нас знае да биде претежок камен. И затоа овој камен може да биде отстранен само со силата Божја. Бог може да ти помогне да го отстраниш овој камен. Кога зборуваме за пороците, сакам да ви споделам еден интересен вистинит настан или пример. Неодамна бев во Бугарија на една конференција на која што беа присутни представници од повеќе европски земји и имаше и луѓе кои што беа од Украина. Зборувавме за каменот на пороците. Овој камен, луѓето кои што имат пороци, понекогаш го чувствуваат навистина како камен претежок кој што не можат да го поместат сами. Јас знам пријатели кои што имаат пороци, кои што се борат со нив со години и не можат да се ослободат сами. Знам пријател кој што има проблем со коцкањето
и тој вели сакам да го оставам, ама не можам. Кога ќе вети дека веќе нема да се коцка, после неколку дена тој е пак таму. Веднаш том ќе земе платата следниот ден, тој сите пари ги потрошува на коцкање. И знам пријатели кои што се соочуваат со дрога, кои што се соочуваат со алкохол. Изборував за пример во Бугарија, сопругата на пасторот од Украина ни сподели еден интересен пример. Таа рече дека во нивната црква имало семејство каде што сопругот имал проблем со алкохолот. Тој бил хроничен алкохоличар, премногу пиел и не можел да се ослободи. За него тоа било зависност, камен кој што не можел да го тргне. И неговата керкичка, таа на неделно училиште слушала за чудото што Исус го направил кога водата ја претворил во вино. Се сеќавате на тоа нешто, нели? И ние ќе си кажеме, па добро, и ние тука претвараме, нели, правиме вино. Но како и да е, тој тоа го направил во еден ден од вода, направил да биде вкусно вино. И девојчето кога го слушнала тоа нешто, знаејќи дека незиниот татко има проблем со алкохол, и тој всушност многу пил водка. Таа се молела вака, рекла: Господе, јас разбрав дека ти од водата си направил вино, од вода си направил алкохол. Јас сега те молам, можеш ли ти алкохолот што татко ми го пие да го направиш вода? И верували ли не, тоа и се случило. Таа се молела така, и следниот ден се случило кога татко изземал шише дома да пие, го дигнал шишето и почнал да пие, рекол: шо е ова бе, ова е вода, вие мене вода ми давате. Си изнервирал, го фрлил тоа шише, зел друго шише. Зел и тоа шише да го пие, и тоа имало вкусна вода. И откако со неколку шишиња пробал, неговата керка му кажала дека таа се молела Бог ракијата да ја направи вода, и тој бил шокиран. За него тоа било толку силно сведоштво, бил пресведочен, се покајал и го оставил алкохол. Тој престанал да пие и почнал да доаѓа на црква заедно со неговата сопруга и со неговата керка. Но гледате, Бог е моќен да го отстрани каменот кој што ние не можеме. Не знам што е твојот камен. Може би твојот камен е порок, може би е неморал. Може би имаш проблем со тоа што не можеш да се ослободиш од порнографијата. Може би имаш некаков друг камен, може би е неверие или депресија. Може би е непростителност и е тешко на некого да му простиш и стои во твоето срце како камен. И тој камен не можеш да го тргнеш. И велеш: Господе, на таа личност не можам да ја простам. Нема да ја простам. Во тој случај тебе ти е потребна воскресителната сила. Веќе само Бог може да го тргне тој камен. Може би станува збор за завист или долгови. Може би се соочуваш со долгови и велиш: Господе, не знам како да се справам со овие долгови. Секој ден се повеќе и повеќе. Бог може да се справи со било кој од овие камења. Или гордост. Бог може да го отстрани каменот со кој што ти се соочуваш. Исто како што Бог го тргна каменот со кој што беше затворена гробницата на Исус. За Бог не постои претежок камен. За Бог не постои камен за кој што е невозможно да го помести. Затоа кој да е твојот камен денеска, дојди кај Исус и побарај од него да го тргне. И кажи му: Господе, јас доаѓам кај тебе затоа што мојот камен е претежок. Денеска слушав дека ти си го поместил каменот од гробницата на Исус. Си испратил ангел дури да го помести. Јас те молам, помести го каменот од моето срце. Помести го каменот со кој што јас се соочувам. И Бог е моќен да го направи тоа нешто. Не знам кој е твојот камен. Но често пати каменот е нешто за кое што нам не изгледа дека е невозможно да го решиме. И многу пати човечки е невозможно. Може да станува збор дури за болест за која што можеби лекарите ќе ти кажат таа е неизлечива, нема лек за неа. И можеби се прашуваш како да се справам со неа. За Бог нема невозможно. Читав за еден пример за некој доктор Марк, кој што бил светски познат онколог и требало да патува на доделување на некоја важна награда од областа на медицината. И се качил во приватен авион и кога авионот полетал, се случило невреме. Заради невремето
тој морал да слета во најблискиот аеродром. И бидејќи бил решен да стигне на доделувањето на награда, изнаемило таму автомобил и решил со автомобил да стигне до целта. Но невремето продолжувало и се влошувало и тој по патот изгубил ориентација. Толку силно врнел дожд, толку грмело, толку било силно невремето што дури и навигацијата откажала. И возејќи, тој всушност се загубил, се нашол на непознат пат. Веќе се стемнило и не знаел што да прави и решил да преноки во првата куќа на која што ќе најде. Во темнината видел една мала куќичка во која што светело се уште светлото, решил да запре и да замоли дали може да го пушта таму да преспие. Кога затропал на вратата му отворила една жена и тој ја прашал дали може да остане кај нив додека да помине времето. Нормално таа го примила, влегол тој внатре и додека тој седел во полумрак пиејќи чај, тој забележал дека жената на другиот крај од собата се моли. И тој ја прашал што прави. Таа му рекла дека се моли на Бог за нејзиното болно синче. Тој најнапред се насмеал и рекол: ти веруваш ли во такви глупости? Таа рекла: да, јас верувам во Бог. И тој тогаш се заинтересирал и рекол: добро, кажи ми, од што е болен твојот син? И таа му рекла: мојот син е болен од ретка болест и не може да му помогне било кој. Ми кажа, јас верувам дека Бог може да се погрижи, затоа го молам да најде решение, но ми кажа дека може да помогне само еден доктор, чие што име е Марк, но не можам да допрам до него, затоа се молам Бог да помогне. И верували ли не, Бог го донел овој човек во нејзината куќа. Кога го слушнал своето име, овој човек, тој се стреса. Одеднаш, тој веќе не се смејал на нејзината вера. Тој сватил дека си го вратил филмот назад и сватил дека сите случувања што се случило тој ден не биле случајност, туку Бог го водел преку сите тие нешта за тој да стигне во куќата на оваа жена и да може да помогне на оваа дете. Гледате ли колку е голем нашиот Бог? За него не постои камен кој што тој не може да го помести. За него не постои камен кој што е преголем. Затоа денеска сакам да ви подарам камен, не јајце, не чоколадно бомбонче, туку камен. И овој не е голем камен, ово е малечко каменче, па нека ве подсетува дека во Божите раце секој камен кој што за вас изгледа преголем, за него е вакво каменче. Нека ве подсетува дека за него тоа е каменче кој што тој може да го помести. Тој го помести каменот кој што го затвараше гробот на Исус. Тој го помести каменот во кој што Исус беше сместен во гробницата. И ако тој направи чудо и направи на овој ден Исус да воскресне и да ја победи смртта, тогаш за него нема ништо друго невозможно. Дури и каменот кој што ти го носиш во твојот живот, тој може да го отстрани. Сега прашањето е како можам да го тргнам тој камен? Рековме дека ние сами не можеме, но можеме да дојдеме кај Бог и да побараме да го направи тоа нешто. Овие три жени кога дојдоа ова великденско утро пред гробот на Исус, тие открија вистината дека каменот кој што беше премногу тежок сами да го поместат, тој веќе беше поместен. Тие открија вистината дека Бог го помести каменот. За нив најрадосната вест тоа утро беше дека Христос воскресна. Каменот е поместен. Но воскресителната сила, таа може да менува животи и денеска. Оно што апостол Павле го запишал во Филипјаните, вели: сакам длабоко да го запознаам Христос и да ја доживеам силата што го воскресна. Павле веруваше дека таа сила што Исус го воскресна, таа сила и денеска ни стои на располагање. Таа сила која што направи Исус да стане од гробот и да ја победи смртта, истата воскресителна сила можеме да ја доживееме и ние денеска. Затоа Павле вели: сакам длабоко да го запознам Христос и силата што го воскресна. Тоа е таа истата сила која што не менува мене и тебе. Тоа е таа истата сила која што може да ни помогне да го победиме гревот. Тоа е таа сила
кој што може да ни помогне да го тргнеме каменот. Затоа денеска за вас имам порака не само за Великден, Христос воскресна. Мојата порака за вас денеска е дека таа сила Бог ти ја нуди и тебе на располагање. Бидејќи Великден се случил пред 2000 години. Но ние денеска живееме и денеска имаме потреба од Богот кој што воскреснува. Денеска имаме потреба од тој Бог кој што менува животи, кој што го трга каменот. Нека Бог ти помогне на тебе и нека се посведочи во твојот живот со тоа што ќе го тргне каменот со кој што ти се соочуваш. За да можеме денеска да кажеме Христос воскресна, но за да можеме да кажеме пред луѓето дека таа сила што го воскресна ме промени и мене. Таа сила го тргна и каменот во мојот живот. И јас се надевам на него. Без разлика дали е депресија, разочараност, порок, неморал, што и да е, Бог донесе победа во мојот живот. И ако не е, тој ќе ја донесе, ако се обртиш кон него. Амин.